Според министерот за здравство, истокот има најдобри здравствени менаџери. Од 7 здравствени институции во регионот, меѓу најдобрите во државата се најдоа дури 5. Прва на списокот е клиничката болница во Штип, следува општата болница во Кочани и здравствените домови во Берово, Пехчево и Делчево. Изборот е направен според системот за избалансиран приказ за постигнувањата со кои се следат 4 области – финансии, пациенти, клинички фокус, развој и обука. Што овие институции направија за да го добијат епитетот најдобри? Добри се финансиските резултати во смисол како индикатор е намалување на долговите. Освен тоа, значи имаме зголемен обем на работа, зголемен обем на здравствени услуги, зголемен е обемот на испраќање на едукација како на доктори, така и на медицински сестри. Освен ова, воведени се и нови методи, здравствени методи во клиничката болница. Хируршки здравствени методи. Оваа година имаме направено 15% повеќе услуги од предвидените. Имаме доста услуги од вработените во специјалистичко-консултативните амбуланти, во лабораторија, апаратура од диагностика ехо, работиме ехо на абдомен, еве од пред 1 месец работиме ехо и тироидеа. Дополнително на страна на овие институции е намалувањето на долгот. Конкретно за Штип, тој од 1,5 милион е намален на 850.000 евра. Во моментот имаме околу 53 милиона долг, има болницата. Оваа бројка е, долговите се претежно кон поголем дел кон јавни здравствени установи, остатокот е за лекови и некои други обврски кои сме ги имале во текот на октомври, ноември и декември. Доброто менаџирање подразбира и добар здравствен стандард. Според министерот, работите во овој дел се добри, но што мислат за тоа пациентите? Добро, задоволна сум. Кога дојш на преглед, препишат и што треба лекарства. И брže оди. Да се не разболи човек. Бога ми, не е баш хигиената како што треба и пред кажа јас. Хигиената не е како што треба. Чешавите се гадни. Маж ми лежа со крв чешав, на него умре. Не ги менат и чешавите или ништо. Тука не, мислам со Скопје голема е разлика. Мислам тука не е толку чисто. И стари се објекти тука не може да биде толку сигурно. Вака тврдат од болниците и здравствените домови немало да биде уште долго. Следни за унапредување биле условите во институциите, но колку време за тоа ќе треба, не прецизира никој.